Добро вечер. Јас сум Јадранка Костова, а вие сте на вистинската фреквенција 1 телевизија. Во овој последен блок од отвореното студио, како што одеше и најавата низ целиот ден, е посветена на шарената револуција, чиј слоган беше "Нема правда, нема мир". Моето прашање на кое ќе разговараме вечерва со моите гости е дали стигна правдата во Македонија штом револуционерите замолча. Гости во студиото се Павле Богоевски, Ивана Туфекџиќ, Уранија Пировска и Петрица Рачини. Добре дојдовте. Да ве подсетам малку на времето од пред 2 години, режија дали може оној промотивен материјал на шарената револуција да го емитуваме за да се подсетиме на таа атмосфера. Се враќаме во студиото. Какви емоции ви предизвика овие сцени? Ајде од пратениците да почнеме. Пријатни емоции, емоции на носталгија, но и на многу голема одговорност која си ја преземавме секој од нас кој што беше на улиците. Ивана? Да, секогаш ми будат емоции сите снимки од сите протести на кои што сме присуствувале, почнувајќи од студентските протести на кои бев учесник, потоа шарената револуција. И мислам дека таа една цела енергија која што се сплоти во шарената револуција, која почна многу подалеку во некаде 2009-та, мислам дека ги насочи правилните барања кон отварањето на институциите и кон правна држава, и тоа е нешто што во овој момент, како што рече Павле, создава вистинска одговорност за нас кои превземавме, кои сме избрани за да носиме одлуки. Уранија, беше ли успешна шарената револуција според крајниот резултат? Прво за емоциите, за кај мене секогаш шарената револуција ќе предизвикува емоции. За мене тоа е едно сеќавање на една енормна енергија, на една енормна храброст, без да се размислува за последиците, за ризиците кои што ги превземавме, но исто така и за едно заедништво, кое што за жал веќе не постои. Резултатот краен секако, јас мислам дека шарената револуција ги исполни целите поради која што беше започната. За потоа ќе разговараме после. Но исто така и многу жалам што се случи една пизма кога станува збор за шарената револуција, и особено за луѓето кои што беа дел од шарената револуција, сега се дел од владиниот естаблишмент или се пратеници во Собранието на Република Македонија. Јас сакам да верувам дека моите соборци, избирајќи го тој пат, сепак го направија тој чекор, сметајќи дека ќе можат да и помогнат на земјата. Секако не можам тоа да го тврдам
за сите кои што нели преминаа во владиниот естаблишмент или во собранието, меѓутоа навистина ми смета што за шарената револуција сега се даваат некакви поинакви дефиниции, се вадат навреди за луѓето кои што учествуваа во шарената револуција. Постојано сме, ми се чини, под некаков си мониторинг, а највише ми смета што тој мониторинг е од луѓе кои што додека не се случи шарената револуција не знаеа што значи отпор против режимот, бидејќи отпорот против режимот не почна со шарената револуција. Точно, но еве сега зборуваме за шарената. Петрит, за емоциите првично зборувавме кога ги гледаш снимките од тие настани. Па емоциите. Шарената револуција беше, на како нешто да речам, убаво или секако мачно? убаво, затоа што беше кулминација на нешто што во ова општество во повеќе сегменти се градеше на некој начин тивко и со многу напори, со многу надчовечки напори на мала група на луѓе. Ако зборуваме за заедништвото кај во однос на меѓуетничките односи, Точно. ако зборуваме за градење на некаква граѓанска свест за правичност, правда, еднаквост пред законите, ако зборуваме за политики на антидискриминација, ако зборуваме за политики на социјална правда, значи сето тоа што се градеше низ некакви парцијални движења низ годините, се сублимираше во таа шарена револуција и всушност на улица се случи она кон кое што ние сакаме да тежнееме. Ние на улица несистематски ги искажавме сите наши вредности. Сите наши позитивни вредности, она што ова општество треба да биде. Така. Сега треба Значи- сето тоа да се престори во систем. Така. И тука, секако, во оваква ситуација и констелација, ние имаме многу фалинки. Така, Многу значи тоа е поентата. недостатоци Ова беше и многу работи кои што треба допрва да се изградат. блиц на враќање, ги видовме и одредени цели кои се на шарената револуција. Јас се насмеав кога пишуваше дека нашето оружје се боите, па ми текна дека на крвавиот четврток оружје беа овие железни сталци од камерите за снимање. Тоа многу само и многу бенигното, други. затоа што видовме и некои рачиња позади грб како Не, држат нешто. тогаш многумина Така да- реагира, жалеа за зградите кои беа нели испрскани со бои, дека тоа чини нели сето тоа. Но Видовме колку чини тоа. Само како кратка информација, целата штета на Министерството на зградата за Министерството за култура за нефтено отстранување се потребни 12.000 денари. И тоа е направено врз основа на вештачење од Национален конзерваторски центар. Првичната процека со која што излегува за причинетата штета од шарена револуција врз таа зграда е дека е повеќе од 1 милион денари, за после тоа да ја спуштат околу 320 или 420 илјади, за на крај релевантната институција излезе со бројка од 12.000 денари. дали единствениот инцидент, сега колку што се сеќавам, беше канцеларијата на председателот Иванов, кај Тоа што беше на почетокот. имаше навистина Вака, не би го квалификувал како кршење. инцидент. Квалификување на инцидент значи дека ние бегаме од одговорност за настаните кои што се случија првата вечер. Не можеме да бегаме. Луѓето кои што беа инволвирани во тие настани, луѓето кои што за жал се уште се под прогон и верувам дека во најскоро можно време ќе бидат ослободени од вина, кои што учествуваа во настаните кои што се случија таа вечер, се луѓе кои што се дел од шарена револуција. Нема бегање од одговорност. Тоа не е инцидент, тоа е почеток кој што после тоа прерасна, еволуираше во нешто многу поструктурирано, во изразување на форми на протести, на револт, кои што не вклучуваа насилство и така натаму и во нешто Ти кој што беше можеше да приведен трае во полициска станица. во повеќе наврати, да. Се води постапка. Па вака, приведувањата беа за прекршочни кои што се уште се водат. Еве на пример Месецов за прв пат беше симнато од плата за казна од шарена револуција, ќе следат уште казни доправа. Кривичниот прогон престана бидејќи се утврди дека причинетата штета не е доволна за тоа поведение се смета за кривично. Сега сакам да се задржиме на она што е поентата, како што најавив. Замолчаа ли револуционерите затоа што стигна правдата? Зошто ја поставив оваа тема вечерва? Шарената револуција започна од аболицијата на Ѓорги Иванов, која беше за сите осомничени обвинети од специјалното јавно обвинителство. Овие денови, овие две недели, почна
да се тркала идејата за амнестија на обвинетите во крвавиот четврток, веќе и ВМРО ДПМН поднесе предлог до собранието. Од друга страна, кога премиерот Заев спомна помирување, а потоа навести дека ќе ја преземе политичката одговорност, почнаа сите шпекулации дека се подготвува некаква амнестија која ќе биде тивка подземна или затоа што гласовите од ВМРО ДПМН кои помогнаа да има 80 гласови припаѓаат на луѓе кои сте обвинети за тој настан. Значи, ова е тезата на која зборуваме. Замолчевте, го кревате својот глас против амнестијата или сте спремни да прифатите компромиси, затоа што веќе гледам дека добар дел од јавните личности почнаа да ја спуштаат црвената линија. Велат, па нека одговараат само организаторите, нарачателите, оние што биле заведени слично. Јас веќе ја дадов својата изјава и се изјаснив. Веднаш после не си ја дала изјавата во еден не, телевизија. На 360 ја дадов изјавата и јас останувам на тој став дека ќе биде непростливо да се простат делата сторени на 27 април. Мислам дека изјавата на премиерот покредна една таква лавина на реакции кај мене исто така, од проста причина што не може да се зборува за помирување без притоа да се постигне правда. Значи, процесот на помирување мора претходно да има еден процес во кој што ќе се осознае вистината, ќе се истера правдата за да може некому да се прости. Една од причините поради кои што ги започнавме протестите против власта на Груевски беше токму неказнивост. Ние се сеќавам дека на најголемиот дел од протестите зборувавме за тоа дека во Македонија 20 и не знам таму колку години од независноста на Македонија ниту еден политичар не одговарал за делата кои што ги сторил за време на за време на вршењето на својата функција. Дека тоа мора еднаш да престане за да се врати правната сигурност кај граѓаните. Што сега, Уранија, како би реагирале доколку еве можно и во суд да дојде до приначување на обвинени? Јас секогаш ќе реагирам кога станува збор за амнестија. Јас не сметам дека во име на мирот треба да се прават отстапки кога станува збор за правдата. Затоа што некои велат, еве, имаме и колумнисти во Фокус, целта да помине овој договор, да се деблокира евроатлантската перспектива, може би е потребно нели да се спушти таа црвена линија. Ивана? Како? Значи, првенствено мислам дека две работи треба да разграничиме. Тоа е процесот на помирување како таков и вториот е процесот на правда. Значи, вие се сеќавате колку долго време прво ние чекавме воопшто обвинителството да почне постапка, реална постапка за тоа што се случи на 27 април. Предходно се водеа предмети за учество во толпа и така натаму, насилство и слично. Додека стигнавме до оваа организирана група која го нападна собранието и за жал се уште го немаме името на нарачателот и организаторот од страна на основното јавно обвинителство, што е клучно за да се види кој што, зошто и каква улога имал на тој настан. Ние бевме внатре и премиерот воедно беше внатре и беше самиот цел. Меѓутоа, целта на помирувањето, и ние сме го зборувале ова многу пати и внатре во собранието, јас сум го зборувала на говорница. Говорот на омраза кој што се продуцира од собраниската говорница и надвор од нејзе, помеѓу политичките партии, станува веќе неподнослив помеѓу граѓаните долу. И ние сме година и пол, како пратеници, таргет на разноразни закани. Ние сме пресметував, значи, немало месеци кога ние не сме имале закани за одлука што сме ја донеле во собранието. И тоа веќе станува... Ги пријавувате вие тие закани? Дел ги пријавуваме, дел одат по некакви си групи на Facebook, Министерството за внатрешни работи не информира дека си ги следи тие заканувачи и така натаму. Меѓутоа, ако има потреба доделуваат заштита, ако нема потреба во ред. Меѓутоа, овој мандат од самиот негов почеток е почнат многу жестоко и многу тешко
со животно загрозувачка состојба на повеќето Бевте пратеници. загрозени на 27 април? Јас бев внатре во Павле преведувачката видовме. кабина, Павле беше надвор од преведувачката кабина. Меѓутоа, новинарите, снимателите, внатре сите пратеници бевме загрозени. Помирувањето не значи во ниту еден случај упад во правен систем, каде што треба да се истара некако, видете, и мислам дека во интерес на Република Македонија е. И Европската унија воедно тоа и го бара, меѓутоа и Европската унија да не го бара. Во интерес на општеството е да то знаеме што се случило, кој го нарачал и зошто. Па, јас попладнево Иако имав граѓаните разговор со во министерот јавноста Оливер тоа- Спасовски. Да. Кажувам кога така и ми беше најавен разговорот, кога пратеници и новинари во законодавен дом во 2 наврати се и физички напаѓани и примаат закани, смртни закани, се поставува прашањето каде одиме? Петрит или Павле повели? Значи, 27 април не е само терористички акт. Значи, ние видовме присуство на служби на други држави на тој ден во собранието и очигледна оркестрација која што не беше само напад над животот на пратениците, туку беше обид за државен удар. И тоа треба, сега, мислам, фактите говорат сами за себе. Дали ти е прифатлива? Мене Амнестијата. апсолутно амнестијата не е прифатлива. Мислам дека за никој здраворазумен човек во Македонија не е прифатлива амнестија. Ако зборуваме за правниот процес, обвинителствата секаде во светот имаат своји стратегии како да дојдат до врвот на пирамидата на Очекуваш едно. дека во овој случај ќе се дојде? Јас очекувам врвот? дека обвинителството ќе се обиде, значи да се можеби да се договори со дел од обвинетите за да стигне до некој погоре. Втора работа, треба да знаеме дека во нивото на одговорност во ова големо злодело, кое што се состои од повеќе злодела, имате луѓе кои што се врвот на пирамидата, кои што го осмислиле тој акт и го нарачале имате луѓе кои што биле свесни и го спровеле. Имате луѓе кои што биле свесни за дел од стратегијата и ја спроведувале. Имате луѓе кои што биле воопшто несвесни, луѓе кои што се дел од толпата. Добро, тоа е- И во таа смисла предпоставувам дека правниот систем и обвинителството ќе има една Така и тие го правична, третираат, фер но- стратегија базирана на законот, каде што тие кои што се малите риби, предпоставувам дека ќе бидат на некој начин соочени со својата одговорност или со можност да соработат за да ги кажат тие што им ги давале Јас наредбите. говорам дека може, тој закон нема да биде поддржан од ВМРО-ДПМНЕ. Но дали е можно во судот да се изведе од обвинителството одредена операција? Повели. Само да потенцирам. Значи, нито еден од нас тука на маса, освен можеби невладиниот сектор на ниво на анализи, не е во положба да говори како треба да постапи или како не треба да постапи судот. Јас ово од Петрит го сватив како размислување. Не, размислување за нели како кои се можните начини. како Јас би едно сакал- обвинителство работи во светот. Јас Нели, би сакал- го зимаш тој најнискиот војник и го бараш генералот. Снимките ги гледавме, сите го следиме студињето, Ја би сакал значи личен јас би став. сакал дискусијата да спуштам на малку по практично ниво. Која е реалноста? Целиот разговор, целата наратива која што во јавноста се шири за помирување и што тоа би можело да значи, потекна од дебатата за уставните измени со кои што ние треба да го прифатиме, односно да го имплементираме договорот од Грција и со тоа конечно да тргнеме кон Европската унија и кон НАТО. Значи, барањата кои што се однесуваат на помирување и на различните интерпретации за тоа што значи помирување од различните субјекти допрва попочнуваат. Председателот на ВМРО ДПМН рече дека за него помирување е исклучиво целосна амнестија за 27 април и ништо помалку. Од друга страна имаме бројката од овие 8 претеници кои што бараат помирување и бараат собраниско тело да се формира кој што ќе ги прецизира што Кој точно што веќе значи од понеделник почнува со помирување, работа, така така. натаму. Ама во никој случај тоа, како што може да сватам јас, барањето на овие осумина не значи мешање во постапките на судот. Поради тоа ќе кажам само дека во овој момент Имаш информации или предпоставуваш? не, врз основа на тоа што излегува во јавност, Добро. нивните барања не се однесуваат на постапката Плюс пред дел од судови. нив не се И овде би сакал воопшто и овде би сакал да некакви потенцирам процеси. една работа.
Значи, не смееме, да, на нас не е многу значање да влеземе во Европската унија и во НАТО. Сите ние сме направиле многу жртви за да постигнеме таа цел. Но џабе ни е и Европска унија и НАТО ако ние фрлиме правната тржава и темелите врз кои што треба да почиваме за да стигнеме до таму. Значи нема правда, нема мир, важи и понатаму. И ова една работа би сакал да кажам, нема правда, нема мир. За мене барем, никогаш не било цел која треба да се постигне, за мене било правило. Односно, се додека нема правда, не може да има ни мир, граѓаните треба да реагираат и така натаму. И јас сум сигурен дека ако на крајот од овој процес резултатот биде резултат кој што нема да биде прецепиран како правичен од јавноста, јас сум сигурен дека ќе се соочиме со последици кои што ќе значат немање на мир. Исто така во истата таа јавност. Неколку работи би сакал само да потенцирам за да не бидеме светени погрешно. Значи, предлог законот за амнестија, кој што беше доставен од ВМРО ДПМНЕ, мислам и кој што се зборува во јавност, се однесува за целосна амнестија за сите сторители за настаните поврзани со 27 април. Никако. Прво, делумна амнестија прифатлива вие? Прво што тоа точно значи делумна амнестија. Вака, без разлика на конкретниот производ или договор кој што ќе следи. Мислам дека ништо од тоа не смее да биде на штета на утврдување на целосната вистина пред судовите. Односно, можеме да зборуваме за политички договори, комуникации, дури откако судовите точно ќе си ја завршат таа својата работа и ќе утврдат кои од обвинетите колкава вина има во вкупните настани кои што се случија на 27 април. Бидејќи ние тука имаме 4 типа на луѓе, како што ја Да, зборувам. го Ама се се сведува на одредено калкулирање, Добре. кој што мене исклучително многу ми смета, како се уште граѓански активисти, се уште дел од невладиниот сектор, и се уште човек кој што е задолжен за тоа да следи до каде оди власта во практикувањето на својата моќ. Калкулирањето по однос на правдата сосема ќе го деградира целиот наш напор и целата наша борба против режимот на Груевски. Јас реков и претходно и сега кажувам, мора да има одредени црвени линии кога станува збор за правдата. Правдата не може да биде идеал кој што ќе биде деградиран. Или кој што ќе биде месен како има одговара на политичките. Значи, не смее тоа да се случи затоа што ние ќе имаме понатаму пак амнестија, па на амнестија и никогаш нема да има крај на тоа. Секој следен политичар кој што секоја следна власт која што ќе дојде, ќе смета дека ќе може да излезе неказнета за своите постапки. Сега, јас попладнево го снимив Луми Бекири, тој беше доста активен во шарената револуција, он е живее во Куманово, не можеше да се вклучи директно вечерва, имал обврски. Јас снимив кус разговор со него, бидејќи он деновиве на Фејсбук реагираше остро, а повод му беше одлуката на Советот на општина Охрид, кога не додели помош за 15-годишната Сара, мислам. Режија да го чуеме овој разговор, па ќе продолжиме. Треба да го имаме на линија Луми Бекири, активист на шарената револуција. Редовно го среќававме на протестите. Луми, дали ме слушаш? Да, се слушам, Јадранка. Пред неколку дена објави статус на Фејсбук во кој делуваш многу разочарано. Велиш, ниту ве гласав, ниту си ја изрчив младоста по улици, бунтувајќи се за вие сега да крадете она што оние предходните не успеале. Добро. Се разочара од резултатите што следуваа после смената на власта, иако знам дека овој статус ти беше по повод одлуката на Советот на општина Охрид да не додели средства за лекување на една млада нивна сограѓанка. Да, статусот ми беше конкретно за тој случај од општина Охрид, но всушност може да биде и генерално некое мое видување после шарената револуција и како потоа. Што конкретно најмногу, да речам, сметаш дека е негативно во изминативе 2 години? Мислам дека има повеќе работи. Секако ние не можеме да ги отфрлиме и позитивните работи, но ние мора да знаеме дека 10 години, 11 живеевме во политички режим кој ги злоупотребуваше сите институции на власта и секако таа по отворена и по либерална клима се чувствува.
но одредени аспекти на владењето секако дека се разочарувачки и не го дават очекуваниот резултат, односно резултатот за кој што шарената револуција и сите претходни протести се бореа претходно. Така, иницијалната каписла за шарената револуција беше аболицијата масовна што ја даде председателот Ѓорги Иванов на осомничените и обвинетите за случаите што ги води специјалното јавно обвинителство. Сега некако се тркала цело време можна амнестија за обвинетите за крвавиот четврток. Очекуваш дека ќе се случи тоа, иако владеачкото мнозинство вели не? Не знам, јас се надевам дека тоа нема да се случи. Покрај тоа што шарената револуција можеме да ја гледаме како некаков финален продукт на артикулирање на незадоволството на владењето на ВМРО ДПМН и Груевски, но исто така конкретно шарената револуција се случи поради аболицијата која што Ѓорѓе Иванов ја даде на тогашните функционери на ВМРО ДПМН кои што беа вклучени во криминали. И тоа беше некаква иницијација за луѓето да излезат на улица и да се бунтуваат против тоа. И се надевам дека сега нема да се случи таа аболиција или тоа. Инаку би излегол повторно на улица? Како? Инаку би излегол повторно да протестираш? Зависи од ситуацијата. Бидејќи променети се политичките услови, така да зависи. Но секако не сме да има никаква аболиција, бидејќи тоа би било пораз за шарената револуција и за целиот граѓански концепт на една држава. Така. И на владење на правото, се разбира. Луми, ти благодарам што беше дел од програмата на 1ТВ. Ти си во Куманово и не можеше да дојдеш овде, но во некоја друга пригода се надевам ќе ни бидеш гости. Благодарам, Јадранка. Се слушаме. Еве сме повтор. Спаѓаме составовите. Така, ми текна, велиме, револуција. Добро, овде не извадивте бои, нели, да го офарбаме студиото. Се шегувам нормално. Но Па не е барокно. Не, се сетив на едно интервју на, нели, покојниот партиски функционер Лазар Колишевски со еден белградски новинар, кој му вели додека бевте револуционери, додека ја дигавте револуцијата, се беше во ред, но кога дојдовте на власт, прво ви беше кој на дедење, кој на водно со куќите, и што, нели, не ве прикажува како ангели. Одговорот на Колишевски е: па ангели не дигаат револуција. Сега, дали пратеничката функција, дали тие ангажмани на некој начин ве прават, бидејќи пратеничките групи сепак функционираат по некои други правила. Коалицијски правила. Така, а Уранија е слободна. Затоа и така избрав. Не, вака, секој од нас на по завршувањето, по формалното завршување на шарена револуција, бидејќи јас и тука имам контраргумент. Да, целите, непосредните цели кои што беа поставени можеби се завршени, има духот на шарена револуција, и како се уште трае, и поготово делот со граѓанското учество во процесот на носење одлуки е нешто што ќе треба континуирано да се исполнува за да може да се смета за успех. Видете, после завршување на делот со протестите, секој од нас ја одбра улогата за која што мислеше дека нему или неа највеќе и припаѓа најприродно може да ја продолжи борбата. Начинот на кој што ја водиме борбата, на пример, јас и Ивана сега е многу поинаков од тоа што може да си го дозволи и го прави граѓанскиот сектор, ама и така треба да продолжат работите. Тоа се природните текови на демократијата и демократските процеси. Ние факт е дека нешто ќе претопиме и ќе симнеме од тоа што било како маса на принципи со кои што сме почнале, поради тие обврски кои што ги имаме, кои што поаѓаат од коалицијата. Но поради тоа невладиниот сектор е тука. Секогаш да остане цврст и некомпромисен на своите принципи, за секогаш кога ние можеме малку ќе отидеме на страна, буквално да може да не повлече да не... Јас и Уранија да кренеме гласа. Јас мислам малку поинако од Павле, затоа што во принцип влезот во еден ваков систем, кој што, да не се лажеме, овој систем е граден 27 години. Значи, ние 11 години на Никола Груевски се само брутално користење на системот и заробување комплетно на институциите во своја полза. Меѓутоа, генерално, ние не сме поставиле некои темели уште на почетокот, веројатно, како што сме требали. И сега, тоа е тешко само по себе. Меѓутоа,
Мислам дека шарената револуција и генерално сите движења кои што се појавија низ годините многу помогнаа во тоа да се свати, институционално да се свати, што значат вон институционалните движења. И под вон институционално го подразбирам и граѓанскиот сектор, и медиумите, и сите оние групи со кои ние соработуваме. И се додека ние разбираме дека мораме да ја креираме политиката и сето дека се создава институционална меморија на креирање на политика заедно со вонинституционалните партнери по било кое поле, сакате социјала, образование, млади, било што, тогаш ќе биде многу лесно да се поставуваат темелите. Јас ќе бидам комплетно искрена и ќе кажам дека имаме грешки. И тоа грешки, почнувајќи од ние како тие кои што како активисти условно речено влеговме во институциите, некои сме избрани, некои понатаму одбра некои со договор на дело да соработуваат со владата и да помагаат, меѓутоа има грешка која што се прави и која што мора да се поправа, а тоа е грешката на недоволна комуникација и помеѓу нас. И тоа создава голем, уште поголема потешкотија во самото функционирање. Ивана, вие имавте проблем со избор, студентските избори на факултет, со интервенција на полицијата. Што направивте? Да, денеска утрово со Уранија бевме изненадени од основното јавно обвинителство со отфрлање на кривичната пријава која Хелсиншкиот комитет ја поднесе против МВР, односно против тогашниот министар за внатрешни работи Митко Чавков и останати лица од единицата за брзо распоредување. Таа пријава е отфрлена бидејќи образложението на основното јавно обвинителство дека не биле кривични дела кои се гонат по службена должност. Ќе се жалиме на тоа, така што... Не, затоа и на почеток реков, кога спомнавте нема правда, нема мир, кај е правдата, кај е мирот, јас би рекла дека правдата каска позади и дека е колатерална штета. Значи, од самиот почеток, постојано се зборуваше за тоа дека не чекаат многу важни процеси, затоа реков, многу јавни личности и колеги кои зборуваат велат да се избутка овој процес. Ова да го избуткаме, ова е сега многу важно, важна е стабилноста, тоа е голема грешка. Процесите, реформските процеси, реформите во правосудството, поголемата агилност на обвинителството, мораме да бидеме погласни. Мораше да оди паралелно со тие други процеси. Необичниот граѓанин, флоскулите за Европската Унија, што значи таа, на него не му значат ништо во секојдневниот живот. Видете ја стапката на сиромаштија во Република Македонија. Тоа е тоа што на граѓанинот му значи. И граѓаните, јас ќе ви кажам, јас ги гледам секојдневно, тие се уште не се чувствуваат правно сигурни. Ета, денес ни отфрлија кривичната пријава. Дека не биле кривични дела кои што се водат по службена должност, за да понатаму во решението се образложува дека силата која што била применета врз студентите била легитимна. Дека била сразмерна и легитимна. Пазете, ова е решение кое што донесено сега, после смената на власт. Па нема никакви промени во судството и обвинителството. Значи, она што највеќе јас го забележувам е дека со промената на власта, со промената на јавниот обвинител, требаше да се фатат случаите кои што беа ги изразуваа феноменолошките карактеристики на режимот. Фабрикуваните случаи, политичките случаи, случаите на говор на омраза. Миленко Неделковски сега покренуваат обвинение за пожарите во Грција, а ние имаме 4 кривични пријави, дел од нив се однесуваат на ЛГБТ и заедницата, и сега нормално за педерите и лесбејките не е битно, не мора да одговара. Ние како новинари преку Сдруженијето исто добивме. Значи не е во ред. Одбивање. Повторно имаме селективна правда и повторно ќе кажам, постои наказнивост. Ние ќе се жалиме против оваа одлука. Сметам дека тоа што се случи тогаш пред домот Кузман Јосифовски Питу беше малтретирање во вршење на службата, беше направено со цел да се стивнат гласовите на студентите, да се порази таа младешка енергија која што беше двигател на револуцијата. Патем ние бевме сведоци на тоа што се случуваше и нема да прекинеме. Добро, Петри, туште некоја минутка имаме.
И јас мислам дека правдата не е стигната, ама дека и неправдата е прилично стигната во Македонија. Така? Да. Добро. Ако погледнеме барем 2 години наназад и се видиме во моментот во кој што сме, ќе видиме дека драстично се намалени напади врз јавни личности, врз новинари кои што не мислат исто како власта, барем од страна на официјалните институции имат далеку поголема и поотворена комуникација со медиумите. Тоа што не достига, се согласувам апсолутно, неказнивост и треба полека како општество да се свртиме кон вистинските виновници. Ние постојано бараме нешто од владата, постојано бараме нешто од парламентот. Во овој конкретен случај треба да почнеме да бараме нешто од обвинителствата и од судот. Така. Точно. Како ја коментирате за крај, Кусо? Никола Груевски е осуден во случајот со набавка на Мерцедесот, па некои од паролите на шарената револуција што беа извикувани беа шутка нити бега Никола. Значи, тоа е во процедура сега, дали ќе заврши во Идризово или шутка? Ваш коментар, дали ова чекор кон правдата? Колку што ми мене познато, пресудата е веќе правосудна, така да освен ако не се усвојат жалбата на која што има сега право, во тој случај тој на 8 ноември ќе започне со ослужување на казната затвор. И сега за оствареност на целите, многу голема работа беше да се создаде општествениот амбиент каде што личност што е моќен колку што беше Груевски може да одговара за своите постапки. Ама паралелно ние имаме утврдување дека полициското постапување на студентските избори не било кривично дело. Значи целите се далеку од постигнати. Ама да, чекориме на патот. Чекайте, опозицијата вели имаме хунта, криминален клан. Не, се видите, да не отидеме во политичката страна на извртување на работите. Добро. Разликата е огромна. Тоа што беше правило на постапување со претходната власт, овде се уште се јавува како аномалија, како изолирани случаи и предмети каде што не е постапено согласно принципите на демократското владење. Јас бев на тие протести исто како Иван, исто како Рани, исто како Петрит. Мојот личен впечаток е дека таа сила беше све освен селективна, размерна, нужно неопходна и така натаму. Студенти беа газени од желки. Многу голема слага. Така? И за среќа собранието има Студенти механизми. со дигнати раце, Значи, газени да од не беа желки. новинарите таа вечер, Да. веројатно студентите, сите ние кои што бевме внатре, ќе поминавме многу полошо од страна на полициските службеници, бидејќи камерите всушност и јавноста спречија нивниот однос да биде поинаков. Да го одговорам прашањето, тој има правосилна судска пресуда и веројатно ќе се јави таму каде што му рекле да се јави. Прашањето е само дали додека ослужува Ти си казна председател на комисијата, Да, која за одзимање на... да, и седницата на комисијата беше закажана околу 16 часот. Имунитетот мислам, или денеска. што е? Мандатот? Седницата на мандатот, не Мандатот, имунитет. добро. Седницата на комисијата ќе се спроведе во вторник на 6 и разликата е следната, значи без разлика од исходот на седницата на комисијата и расправата во собранието, тој ќе започне со ослужување на казната затвор. Прашањето е дали додека е во затвор ќе продолжи да е пратеник и да зема пари кои што потекнуваат од граѓаните. Ама крупниот заклучок кој што сакам да го спомнам е следниот. Значи создавањето на услови каде што човек како Никола Груевски може да започне со служување казна затвор е голема работа. Ама не сме тоа да не заслепи и да не спречи во ловењето на индивидуалните. Он е екс-премиер. Ние говориме дека... Ама не треба да кажеме дека сме победили готово ништо не правиме сега. Не, во ред, но Има ние уште говориме... многу работа пред. За мене мерило е кога ќе се охрабрат на актуелните функционери и моќници да покренат постапка, како што имало во европски држави, иако во 80% случаи одговараат кога ќе станат бивши. Така што... Тоа е природата на политиката. Тоа што мора сега да направиме, да Ама положиме има ли да ги ловиме. 80 гласа, да? Тоа е било Бидејќи- неблагодарно сега да се премнозира, Канцеларска Милевска рече нема имајќи да предвид гласаат. дека групата на пратеници тие осумина рекоа дека не би гласаат. Јас бил чекор по чекор, прв чекор е комисиската расправа во вторник, па ќе видиме понатаму. видиме на Ама мора да се фокусираме на овие индивидуални аномалии како студентските избори, како примената на полициска сила врз активистката Ирена Ристич и многу други работи и неколку други работи кои што се јавуваат, за да можеме таквите практики да ги пресечеме во Така е, корен, но ние да мора спречиме да да станат бидеме правило. контролори на актуелнава власт. Ние таа грешка ја направивме како новинари во 2006 кога дојде Груевски. Ние години и пол него го прозивавме за случаи забошотени од владата на СДС и додека ние со тоа се занимававме, се Тој си создаде направи режимот. свој со- Затоа велам, во интереси на оваа
власт е да Не бидеме само критични. обвинителството, јас мислам дека и полицијата презема мерки кои што се многу слични понекогаш на мерките кои што ги превземаше и ВМРО додека беше на власт. Еден од тие случаи секако е случајот на Ирина Ристич, кој што патем и Хелсиншкиот комитет го води. Од страна на секторот за внатрешна контрола веќе се утврдени одредени недоследности, односно непрофесионално однесување на полициските службеници во полициската станица каде што била однесена, меѓутоа се уште образложението за незиното носење во психијатриската болница Бардовци тоа за беше мене скандалозно. е скандал. Точно. За мене е тоа акт со кој што се сакало Ирена Ристич да биде понижена, да биде нарушен незиниот личен интегритет. Тоа не смее да се случува. Колку и да тие ми тврдат дека имале основ тоа да го направат, тие треба да ценат дали е тоа неопходно. Навредила полициски службеник, може ли да ја пишат пријава? Така. Да ја казнат. Не да ја понижуваат и да многу носат кратко во времето. Само психијатрска многу болница кратко на Бардовци. ова уранија што го зборува, баш заради тоа собранието сега донесе пакет на закони по предлог на Министерство за внатрешни работи по однос на новото оделение во обвинителство како надворешен, како механизам за надворешна контрола на МВР, што се надам дека граѓанскиот сектор ќе го следи и во тој дел на работата на обвинителството за ваков тип на престапи на полициски службеници. За Груевски само да кажам дека ете ако направиме паралела и Ал Пачино, Ал Капоне не отиде во затвор за големите криминали. Далеко од Ал Капоне. Но како да кажам, останува еден мал горчлив вкус дека ние кога гледаме во Никола Груевски, гледаме во човек кој што 10 години, а можеби и повеќе, не е само целата конструкција на криминал, на деградирање на вредности, образование, архитектура и така натаму. Мене лично најмногу ме допира дека подемот и падот на Никола Груевски беше поврзан секогаш со национализмот и со нарушувањето на меѓуетничките односи. Мислам дека се уште Македонија најцврстиот, а истовремено и најслабиот столб се тие меѓуетнички односи и дека многу повеќе треба да работиме секако на владење на правото, тоа е иманентно, но и оваа работа да не се заборави затоа што постојано нашите кризи посредно или непосредно се врзани со нашите односи. Јас ви благодарам што учествувавте во оваа дебата во 1 ТВ. Благодариме поканата.